Здраво, деца. Добре дојдовте во наредната лекција од делот разгранети структури во C++. Денес ќе зборуваме за блок од наредби. Верувам дека ова лекција денес ќе биде многу кратка, затоа што се што требаше да биде објаснето беше објаснето во претходната лекција кога зборувавме за еднократно и двократно разгранување. Ова е само еден специфичен случај од тие од тој дел во кој што потребно е повеќе од една наредба да биде засегната врз основа на тоа дали условот во заградата после if ќе биде исполнет или не. Значи прво да се потсетиме, еве го материјалот од учебникот од минатиот час, значи само кратко, еве нема да се задржуваме на еднократното, само ќе повторам кај двократното разгранување, дека се проверува точноста на некој логички или споредбен израз и доколку тој е точен, се извршува една наредба, а се прескокнува друга. Доколку тој не е точен, обратно пак се извршува таа другата наредба, а се прескокнува првата. Тоа во C++ би изгледало вака, значи после if има некој логички израз во заграда. Наредбата што следува веднаш после него ќе биде извршена доколку изразот во заградата после if е точен, а ќе биде прескокната наредбата после else, и обратно, доколку наредбата после логичкиот израз доколку логичкиот израз се извинувам е точен, наредбата е неточен, наредбата веднаш после него се прескокнува, а се извршува наредбата после else. Сега доаѓаме до случај кога што доколку е потребно повеќе од една наредба да биде засегната од точноста на или неточноста на логичкиот израз. Еве јас ќе покажам еден пример. Веќе напишам примерот каде што се проверува дали е некој број помал од 0, доколку тој број помал од 0 се пишува дека е бројот негативен и се присметува неговата апсолутна вредност. Тоа е во вториот ред тука. Сега доколку извршиме програмата и доколку е бројот негативен, се ќе биде во ред и програмата ќе функционира како што треба. Еве да речеме кога не сум број -5, тогаш изразот во заградата ќе биде точен, што значи ќе се изврши наредбата после if, кај што ќе пишува дека бројот е негативен, а потоа ќе се изврши наредната наредба кај што ќе пишува дека неговата апсолутна вредност е таа и таа. Значи ако јас ова го направам, да, навистина гледам дека двете наредби после наредбата if се извршуваат. Меѓутоа, доколку ја извршам повторно програмата и внесам позитивен број. Што ќе се случи сега? Бројот е 5, што значи вредноста на x е 5. Кога ќе се провери дали е 5 помало од 0, исказот во заградата нема да биде точен, што значи ќе се прескокне наредбата што е веднаш после if, но ќе продолжи со првата наредна наредба која што следува. И ќе пишува дека неговата апсолутна вредност е -5, што не е точно. Доколку сакаме овие две наредби да се извршуваат кога исказот е точен, ама и двете да се прескокнуваат кога исказот во заградата после if не е точен, тогаш е потребно нив да ги ставиме во така наречен блок од наредби. Затоа што вака, кога не постои блок, само првата наредба која што следува после if е дел од таа if структура, што значи само првата наредба ќе се изврши или ќе се прескокне доколку изразот во заградата е точен или не е точен. Блокот од наредби фактички не е ништо друго, туку блок од големи загради во кои што треба тие наредби да се наоѓаат. Да ве потсетам дека кога во C++ пишувате било какви загради, да било тоа да се мали, средни или големи, тие одат во пар. Јас сега притиснав само на Shift и отворена голема заграда, се напиша целиот пар, така да јас овој блок од наредби ќе го вметнам тука. Сега, две овие наредби се наоѓаат во еден блок, што значи доколку ја преведам и ја извршам програмата, без разлика за која вредност ќе внесам, еве пак да почнеме со негативен број, пишувам -8, двете наредби се засегнати и се извршуваат затоа што изразот во заградата во случајот е точен, -8 е помало од 0.
пишува дека бројот минус 8 е негативен и пишува дека неговата апсолутна вредност е 8. За негативни броеви работи како што треба. Ајде уште еднаш, сега за позитивен број, кога ќе внесам позитивен број, не се случува ништо. Затоа што изразот во заградата сега не е точен, што значи целиот блок од наредби кој што следува после заградата се прескокнува и не се извршува. И затоа што на нашава програма понатаму нема ништо, и при извршувањето на прозорецот нема ништо. Ова да го видиме во рамките на материјалот од учебникот, па вака ќе изгледа во двата случаи кога имаме еднократно разгранување и двократно разгранување. Уште еднаш да назначиме. Значи прво кај еднократно разгранување. Се проверува точноста на логичкиот израз во заградата после if. Доколку тој е точен, сите наредби што се наоѓаат во блокот означен со овие две големи загради, значи овде може да бидат 2, 3, 5, 10, 100 наредби, сите тие наредби ќе бидат извршени и потоа ќе продолжи програмата со првата наредба после затворената голема заграда од блокот. Доколку пак овој изразот не е точен, сите наредби од овој блок, без разлика колку ги има такви, значи дали се 2, 3, 5 или 100, ќе бидат прескокнати и програмата ќе продолжи со првата наредба што се наоѓа после затворената заграда од овој блок. Кај двократно разгранување, истото е со истата логика, само што сега имаме if и else структура. Доколку изразот во заградата после if е точен, тогаш се извршуваат сите наредби од блокот кој што следува после if, а се прескокнуваат сите наредби од блокот кој што следува после else. Обратно, доколку изразот во заградата не е точен, односно неговата вредност е 0, тогаш се прескокнуваат сите наредби од блокот кој што следува после if, а се извршуваат сите наредби од блокот кој што следува после else. И во двата случаи програмата ќе продолжи после со наредбата што се наоѓа, што е прва после затворената заграда од блокот после else. Сега можеме да ја дополниме оваа програма, што ја направивме за апсолутна вредност, да биде комплетна, да работи во двата случаи кога бројот е позитивен или негативен. Ево отворам уште еден блок и сега само ќе си помогнам малку овие, ќе ги ископирам за да не пишуваме кој знае колку. Така да сега овде ќе пишеме дека е бројот позитивен и неговата апсолутна вредност е x, кога е бројот позитивен, значи не е минус x. Да провериме. Ќе внесеме прво позитивен, еве негативен број. Значи минус x е помало од 0, x е минус 8, минус 8 е помало, тоа е точно. Тоа значи дека ќе се извршат двете наредби што се наоѓаат после if, а ќе се прескокнат двете наредби што се наоѓаат после else. После if се две наредби, бројот минус 8 е негативен и неговата апсолутна вредност е 8. После else ништо не се извршува. Уште еднаш. Сега ќе внесеме позитивен број. Кога 9 ќе се провери дали е помало од 0, исказот нема да биде точен, што значи ќе се прескокнат сите наредби што се наоѓаат после if, а ќе се извршат сите наредби кои што се наоѓаат во блокот после else. Тоа значи дека ќе напишува бројот 9 е позитивен и неговата апсолутна вредност е 9. Во овој случај програмата работи како што треба. Толку за блокот наредби, значи да повторам, единствената разлика е што наместо една, доколку сакаме да бидат опфатени повеќе наредби после if или после else, тие треба, односно мора да бидат ставени во блок од големи загради, за да се смета како блок од наредби кој што треба да се изврши или пак не треба да се изврши. После оваа лекција ќе следува една лекција со решавање на неколку кратки задачи, а потоа домашна работа со решавање на задачи од неколку типови. Дечки, останете дома, бидете здрави, поздрав, се слушаме понатаму.